Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е актуелниот градоначалник на општината Аеродром, господинот Ивица Коневски, за кого веќе се зборува како за иден градоначалник на Скопје. Господине Коневски, имате ли амбиции да бидете градски татко? Не, значи такви амбиции немам. Градски татко е градоначалникот Коце Трановски. Тој добро се покажа изминатиот период, изминатите 4 години. Има апсолутна поддршка од граѓаните и мислам дека тоа е вистинската опција за градот Скопје. Многу покажа, многу докажа и мислам дека таков човек треба да продолжи да го води градот. Но доколку ја добиете довербата од вашата партија и доколку ви се понуди таков предлог, би го одбиле? Јас воопшто немам размислувано на таа тема заради тоа што тоа е прашање затворено и за град Скопје како единствен кандидат е градоначалникот Коце Трановски. Значи дефинитивно тоа е одлука во партијата дека тој ќе биде за дефинитивна одлука се уште барем јас не сум информиран дека е донесена, меѓутоа од сите оние работи кои што се во тек и сите активности кои што изминатите години се направи и се покажа во градот Скопје, мислам дека господинот Коце Трановски е победничка опција. Коневски, вашите партиски опоненти ве обвинуваат дека премногу пари трошите на изградба на нови, модерни фонтани или споменици. 500.000 евра за фонтани на влезот од општина Аеродром. Нели се навистина премногу пари за нешто што се смета како шминка на една општина? Видете, во рамките на потребите на граѓаните и во рамките на подобрување на имиџот на општината наша, општина Аеродром, нормално е дека е потребно да се реализираат одредени проекти. Ако збориме од аспект на финансии, јас не би можел да кажам дали е нешто скапо или нешто ефтино, доколку тоа не го кажат самите фирми кои што учествуваат на тендерите. Наш единствен критериум на секој тендер во општина Аеродром е цената. 100% цена на електронска аукција. Значи сите сериозни компании учествуваат на тие тендери кои што ги објавуваме за да ги реализираат тие наши проекти. Тој што ќе даде најповолна цена во однос на реализација на тој проект и тој го изведува проектот. Така да цените во тој поглед практично се трудиме ние да бидат најниски за она што се реализира. Така да ние постигнуваме најниската цена. Се трудиме да со најмалку средства да реализираме проекти кои што ќе бидат квалитетни и ќе бидат имидж на нашата општина. Не се сомневам дека има нерегуларности во однос на електронската аукција, но суштината е која е потребата, например, од толку многу цркви во општината, наместо за сметка на тоа да се изгради една нова градинка или едно ново училиште? Видете, училиштата и градинките ги гради општината во соработка со владата, што не е случајот со црквите. Така да во делот на црквите ние немаме никаков удел во изградбата. Така да средства по тој однос ние воопшто не инвестираме. Инвестираме исклучиво средства во изградба на инфраструктура, во изградба на училишта, на градинки, во реконструкција на училишта и градинки, патишта, фекални атмосферски канализации. Така да во тој дел не можеме таква паралела да направиме, затоа што општината Аеродром ниту инвестира во цркви, ниту таа ги гради. Но кој издава одобрение за градба? Одобрение за поставување ние даваме. Тоа не чини ништо, тоа е само една техничка документација, така да финансиските средства што ги има општина Аеродром исклучиво ги користи за изградба на инфраструктура, на изградба и на реконструкција на градинки, на училишта. Така да не може таа паралела да се направи, што да кажавте пред малку. Со црквите можеби не, меѓутоа еве со фонтаните на пример. Со фонтаните јас сметам лично дека не се потрошени многу средства за фонтаните. Општина Аеродром е една од најголемите општини со голем број на жители. Во рамките на општината секој има своји потреби. Мислам дека тие фонтани, тие паркови кои што се изградија го подобри имиџот на нашата општина и направија да биде општина Аеродром едно поубаво место за живење. На сметка на тие фонтани што се направија и паркови, буквално некој проект не беше оставен да не се реализира. Така да паралелно со изградбата на парковите и фонтаните се реконструира сите училишта, се гради уште едно ново училиште, се гради нова градинка, ги реконструиравме најголемиот дел од градинките, се гради инфраструктура, паркиралишта. Така да се трудевме да ги офатиме сите проекти кои што практично со нивна реализација ќе го направиме Аеродром едно поубаво место за живење.
Во отчетот за сработеното во изминатите 4 години, навистина има доста проекти кои што се реализирани. Акцентот е секако на парковите, на реконструкцијата на училиштата и градинките, но зошто, например, не изградивте тротоари на фреквентните улици Коста Новаковиќ и Васко Карангелевски? Се работи за делот кој што е позади Тобако 2 или поточно бараки, воените бараки. Таму во фаза е донесувањето на нов детален урбанистички план кој што предвидува изградба на повеќе од 40 згради, 40 објекти. Ние доколку сега ги направивме тротоарите, со реализација на овој детален урбанистички план, со изградбата на објектите, тие ќе беа уништени. Така да ние чекаме тој план да се реализира, веќе е во завршна фаза на донесување. Таму сите собственици на бараките ќе почнат со изградба на објекти на тие места. И кога ќе заврши изградбата на тие објекти, ние како општина сме должни да изградиме целата инфраструктура. Впрочем, за тоа и инвеститорите ќе платат комунали. Така да не може да се градат тротоари, па после тоа да дозволиме тие да се уништуваат. До крајот на годината има уште малку време. Зошто се уште не е завршена фекалната канализација во Горно Лисиче? Фекалната канализација во Горно Лисиче е во завршна фаза. Се работи за еден проект кој што е, може да се каже, најголем проект во историјата на Македонија кој што се реализира одеднаш од последните 20 години и тој воопшто не е едноставен и не може да се реализира толку брзо. Очекувам до крајот на оваа година да биде реализиран во целост. До сега имаме околу 90% од тој проект веќе реализиран. Опозицијата реагира дека тимот градоначалници кои што доаѓаат од редовите на владеачката партија го претвориле Скопје и неговите општини во места каде што преовладува кичот, каде што антиката и барокот ја бришат автентичноста на општините. Па видете, мојот коментар е дека изминативе години сметалци сме дека навистина Скопје се гради, се работи максимално. Вие може да забележите колку проекти се направени изминатите години во градот Скопје, во сите општини во градот Скопје. Сепак, дали е тоа кич или не е кич, е ствар на вкус. Не може да кажеме сите да имаме ист вкус за одредени работи. Сепак тие градоначалници го добиле мандатот од граѓаните за да реализираат проекти. Дали тие проекти ќе бидат кич, ќе видиме на наредните избори. Тие самите ќе кажат дали сето она што градоначалниците од ВМРО ДПМН го реализира им се допаѓа или не им се допаѓа. Мислам дека и тие обвинувања од страна опозицијата се тенденциозни и во недостаток на идеја. Мислам дека опозицијата треба малку да работи на предлози за нови проекти кои што треба да се реализираат, а не да се ориентира посебно на критиките за сето она што ние го работи. Господине Коневски, вие сте член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, па од тука и потребата да ве прашаме за некои дневни политички актуелни прашања. Например, односите во коалицијата се во фокусот на вниманието на јавноста веќе подолго време. Кажете ми како функционира коалицијата во која што ниту едната, ниту другата страна не попушта околу законот за бранители? Видете, функционира според мене коалицијата добро. Има несогласување во однос на тоа прашање, тоа не значи дека коалицијата треба да престане да функционира. Имаме за тоа за многу прашања и регулирани и исти ставови, така да мислам дека нормално и демократски е за некои работи и да не се согласуваме. Останувате ли на ставот дека нема да има предвремени избори во март заедно со локалните, како што тоа од вас го побара опозицијата? Не можам да кажам по однос на тоа прашање, сепак за тоа прашање треба да се разговара на повисоко ниво. Мислам дека според мене нема потреба да има предвремени избори, затоа што изборите беа пред една година, 1,5 година последните избори. Мислам дека лично јас како Ивица Коневски дека на граѓаните име преку глава од избори. Се буквално во последните 6 години имавме 4 до 5 избори и сето она што практично го ветивме, потребно е време да се реализира. Граѓаните гласа, го дадоа својот глас, довербата ја добивме ние како политичка партија и мислам дека треба да продолжиме да ги реализираме тие проекти во интерес на граѓаните. Сите оние предвремени избори, барања од страна на опозицијата, мислам дека се несериозни. Ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.